Здраво, дечиња! Јас сум Александра и работам во детската градинка Стиво од Штип. Денес ќе ви раскажам една интересна приказна за трите пеперутки. Но пред да ви ја раскажам приказната, сакам да ве прашам нешто што сигурно го знаете. Но хајде да се потсетиме за годишните времиња. Кога надвор се е бело, кога врне снегот, кога е многу студено, а можеме да направиме и убав снешко, тоа е годишното време. Кое, дечиња? Дали знаете? Токму така, тоа е годишното време зима. А кога надвор врне дождот и кога птиците преселници одат во топлите краеви, кога лисјата на дрвата пожолтуваат и паѓаат, а плодовите зреат, кога зимница се прави, кое годишно време е? Токму така, дечиња, тоа е годишното време есен. А кога сонцето силно грее и кога е многу топло, кога со нашите родители одиме на одмор, некаде на планина, на езеро или на базен, кое годишно време е тоа? Токму така, дечиња, тоа е годишното време лето. А кога природата се буди и кога се позеленува, кога цвеќињата цветаат, а птиците и пеперутките летаат, кажете ми, деца, кое годишно време е тоа? Така е, тоа е годишното време пролет. Во пролет се буди. Дрвјата расцветуваат, цвеќенцата се појавуваат, пеперутките летаат и се радуваат. Хајде погледнете низ прозорецот. Ке видите и кај нас пристигна пролета. Таа секоја година пристигнува во нашите краеви на 21 март. А сега, дечиња, ќе ви ја раскажам приказната за трите пеперутки и ве молам со внимание да ја слушаме. Еден убав пролетен ден, сонцето ги пушти своите топли зраци во цветната градина, каде весело си играа три пеперутки, три сестрички. Едната беше жолта, другата беше сина, а третата беше розева. Летка и се радуваа на убавото време. Но тогаш сонцето се сокри зад облаците и го снема. Се појави еден голем облак и почна силно да врне. Пеперутките се уплашија и не знаеја каде да се сокријат. Не можеа да стасат во своите кукички и мораа да бараат за солниште на друго место. И тогаш се запраша: леле, сестрички, леле, пеперутки, што ќе правиме? Каде ќе одиме? Каде ќе бараме за солниште? И така растажени се упатија кон цветната градина. Додека летка го здогледа жолтото лале и многу се израдуваа. Веднаш се појавија пред него и жолтата пеперутка го запраша. Мило лаленце, ке сакаш ли да не примиш во твоето цветче да се сокриеме од лошото време? А жолтото лаленце одговори: мила пеперутке, кај мене има место само за тебе. Не можам да ве примам сите. Тогаш со тага во гласот одговори пеперутката: штом не можеш да не примаш сите, и јас нема да останам кај тебе. Не сакам да се разделам од своите сестрички. Ке бараме друго за солниште. Се упатија понатаму во цветната градина и го здогледаа розевото лале. Розевата пеперутка се израдува и веднаш застана пред него и го праша: розево лаленце, ке сакаш ли да не примаш во твоето цветче? А тогаш розевото лаленце одговори: кај мене има место само за тебе, розева пеперутке. Можам да те примам само тебе.
но не можам да ги примам и твоите сестрички. И тогаш розевата пеперутка рече: Штом не сакаш да не примаш сите, и јас не можам да останам сама кај тебе. Не сакам да се разделам од моите сестрички. Ке бараме друго засолниште. Се упатија понатаму кон цветната градина и го стогледаа синото лале. Тогаш сината пеперутка веднаш го запраша лалето. Сино лаленце, ке не примиш ли кај тебе во твоето цветче да не засолниш од дождов? Уште малку прав остана на нашите крилца, а без него не можеме да летаме. Но и синото лале одговори исто. Кај мене има место само за тебе, сина пеперутке. Не можам да ве примам сите. И тогаш, растажена, и сината пеперутка не знаеше што ќе прави. Но некој ги слушаше, а тоа беше сонцето. Сонцето го слушаше нивниот разговор и реши да ги пушти своите топли зраци и да ги стопли пеперутките, бидејќи беа толку многу здружени и толку многу се сакаа. Ги пушти своите топли зраци кон цветната градина, ги згреа крилцата и пеперутките можеа повторно да леткаат. А сонцето им рече: Другарството ваше и вашата слога мили ми се секогаш на срцето мое. Моите зраци сега вас ве греат, на вашиот живот песна му пеат. Летајте, играјте, пеперутки мали, мирисното цвеќе вас нека ве гали. И така, пеперутките повторно играа на топлото сонце, се радуваа, леткаа од цветче на цветче во цветната градина. Се надевам, дечиња, дека ви се допадна приказната. А сакам да ве прашам, што не учи приказната? Дали можете да размислите малку и да кажеме што не учи приказната? Ајде јас ќе ви кажам. Оваа приказна не учи дека со нашите најмили и најсакани секогаш треба да бидеме заедно, но треба и да ги слушаме и почитуваме и да не заборавиме секогаш да бидеме заедно. А сега ќе направиме нешто многу интересно. Ќе ни треба хартија во неколку бои, ножички, ќе ни треба лепило и заедно со помошта на мама или тато ќе направиме наша цветна градина. Можеме и вакви лаленца да направиме и ќе направиме пеперутка, за да имаме цветна градина во нашиот дом. Се надевам дека ви се допадна приказната. Довидување!